Дечки, нашата тура денеска со Галеб Boat започнува. Ќе одиме на едно супер крстарење низ Охридското езеро, каде што ќе ги посетиме најинтересните делови од Охрид, дивите плажи, заливот на Коските и крајната точка Свети Наум. Галеб тур има рута секој ден од 11 часот до 5:30 попладне, каде што организира вакви посети на Охрид и Охридското езеро. Ќе ви се потрудам да ви ги покажам сите интересни делови од оваа тура и за сите оние кои што ќе дојдат во Охрид да ги примамиме да дојдат и да го видат Охрид од оваа перспектива. Иначе Галеб Boat застанува до околните хотели покрај Охридското езеро за да се качат посетители и туристи на бродов. Моментално сме кај хотелот Аквалина и тука има доста патници кои што ќе се приклучат на турата на Галеб Boat. Тоа се случува и со осталите хотели како Метропол, Белви, Гранит, се во договор со Галеб Брод и сите кои што сакаат на рецепции во хотелите може да се информираат за овие тури. Следната дестинација на која што ќе имаме застанување со Галеб Boat е кај хотелот Гранит. Тука ќе собереме уште неколку патници. Еве да го видите и Гранит, хотелот од оваа перспектива. Пред Гранит видов некои интересни така многу мали плажички кои што се измеѓу Гранит и Аквалина. Баш првпат ги гледам, бидејќи верували или не и првпат сме на ваква тура низ Охрид. Секогаш кога одиме на море, одиме на сите оние мали тури за диви плажи и така натаму, но во Охрид еве првпат сме на ваква тура и затоа посебно се радувам. Гранит е голем хотел уште од времето. Низ годините направија и убав базен надворешен, има преубав поглед од нивната тараса, каде што редовно си доаѓаме кога можеме да пиеме кафе. Дури порано пред 2-3 години кога ставив едно стори или не знам што беше пост на Инстаграм, луѓето не веруваат дека тоа е во Охрид. Значи навистина излегуваат многу добри слики од нивната тараса. Кога ќе го фатиш и базенот и езерото и оние палми кои што се, не знам колку може ги видите на видеово. И еве ги патниците ги собираме. И продолжуваме понатаму. Еве го Игор, со капетанот на бродот. Сега сме со капетанот на бродот. Повелива со прашања. Дали ова ви е веќе секојдневна рутина? И Бога би секој би сакал да е на ваше место вака да вози низ цел ден. Видите, секојдневна рутина, да, за охридските бродари тоа е така, за мене конкретно негде од 2000-та година па навака, за некој 25 години. А за бродов Добро од 60-та година. Од 1960. Точно, да, одржуваме редовна бродска линија заедно со Браво. нормално други. Па добро, бродни компании. Галеб е и нели синоним за Охрид. Па да, еден од првите, уствари не прв, меѓутоа еден од во свое време посовремените и Точно. напредните бродови кои што дошле на Охридското езеро. Така, како сте задоволни од летнава сезона, иако се уште е лето, но од сегашнава летна сезона оваа година со наши туристи странци има ли интерес? Јас ќе ви кажам вака. Ние во оваа сфера точно можеме да направиме добра анализа на целата состојба, бидејќи бродовиве заедно со нормално некои други угостителски објекти, не сите, но некои, повторно ќе речем, порепрезентативни, поважни, можеме да направиме добра анализа во тој дел и ќе ви кажам вака дека ова е една од послабите сезони со оглед на очекувањата кои ги имаме и сакаме да имаме тенденција на искачување. Така. Лани беше подобра? Лани апсолутно беше подобро, сме имали далеку подобри сезони, да не се навраќам на 19-та, на 18-та, до короната и така натака, меѓутоа Ама Охрид изгледа баш во август некако и најпол, ние доаѓаме секој месец во Охрид. Па добро, ама не е само август ева сезона.
една ластовица не прави пролет. Ме разбирате? Значи Так. не е спорен август. Август и снег да падне повторно ќе има туристи. Така, Бидејќи така. е август. Работата е пополнување на мај, на април, на Од октомври. мај кога На почнува. октомври, на дел од септември и така натака. Убаво е за Меѓутоа- YouTube, да извинете што ве прекрав, тука ми е мислата да довршите си извинувам. Меѓутоа, знаете како, се чини дека самиот град Охрид си действува по Божја волја. Така. Да. Си действува по Божја волја. Минимална е акцијата на човечкиот фактор, наш, моментални современици, за градба на определени покрупни стратегии за привлекување на поважни Так. гости и така натака, бидејќи сега во овој момент отсуствуваат некои од традиционалните гости на Охрид. Намален број викаат на холанѓани, отсуствуваат пољаци, отсуствуваат на кој начин? На најрепрезентативниот чартер летови до Охридскиот аеродром кој што порано беа застапени и нормално нивните Јас. коментари веројатно следите за што се Така е, да. однесува дека повишени цени, зголемени цени и така натака. Да. И тука треба многу да се размисли, да се направи една добра, единствена стратегија за овој град, бидејќи тој ја заслужува. Значи, ако повторно го оставаме само на Божја волја, да, тоа е во ред и Господ не го остава овој град, бидејќи овој град видел како нас многу. Доаѓале, заминувале, тоа е тука, меѓутоа мораме и сами да се погрижиме малку, Јасно. бидејќи Така тоа е. е одговорно и Охрид е бисер на Македонија. Охрид е нашето море, Охридското езеро. И Да. тоа е најрепрезентативно место и нашата лична карта. Така е. Само нешто што ме интересира, верувам дека и тој што би го гледал можеби овој YouTube видео ќе го интересира. А ќе има тури септември, октомври со Галеб Boat? Значи, дефинитивно ќе има се додека е зголемен бројот на туристи, бидејќи овие така наречени редовни линии функционира на принцип на дадена реклама и купени билети. Јасно. Во тој дел од септември натака, ето условно ќе одредам грубо кај 15 септември па натака, започнува тој период на организирани групи, семинари, конгреси, други туристички групи за културен историски туризам и така натака. Значи тогаш претежно во нашата сфера се застапени групните патувања, односно групна нарачка Так. на специјален Значи, транспорт, ќе да речеме, има, возење да. на одредена рута. А како редовна линија со редовни поаѓања во зададен час на тргнување и враќање, мислам дека тоа веќе завршува околу 15 септември. Таа информација. Бидејќи мора да имаме Значи до 15 септември ќе има критична бројка Супер. на туристи. Фала ви, вака што одвоивте време за сите Благодарам. овие информации. Се дружиме повторно, може ќе имаме уште некој прилог, само да ги снимам сега Метропол и Белви и да кажеме 2-3 збора. Може. Фала ви. Бевме со капетанот на кратко да поразговараме, а јас тука се приклучувам и ви ги покажувам од оваа страна Метропол и Белви, дел од Лейк ресортот во Охрид. Белви Метропол се поиста групација, познати се како големи хотели, пространи со нивни плажи. Така да кога и да сме доаѓаме 10 години вака редовно секој месец во летниот период во Охрид, секогаш одиме на Метропол Белви да видиме нели што се случува и како се случува. Интересно беше лани кога бевме дека имаше многу млади, значи зборам млади, средна школа, каде што стварно тука им беше еден забава во текот на целиот ден, ја би рекла. И еве ви снимам да видите. А веќе ќе продолжиме кон Лагадин. Еве да ви фатам малку и од задниот дел на бродот. Исполнете до последно место. Сите сакаат да си фотографираат, да си снимаат нешто, така и треба. Да ги прикажеме убавините на Охрид. И многу ми е мило што има многу странски туристи моментално на бродот, колку што забележувам има и од Холандија, луѓе и од Турција, и од Србија. Така и треба да ја покажеме оваа убавина. Реално Охрид е најголема туристичка атракција во Македонија и има што да се види. Игор, уште си тука? Да не сакаш и ти да бидеш капетан? Овие плажи што ги гледате право од мене беа, ако не се лажам, сега е Мохито плажа, така прочитав поново. Тука е хотелот Лаго, поранешен Макошпет,
за тие што се малку постари генерации ќе им текне на макошпет. Лаго е од лани отворен, го реновира, го снимавме и за една репортажа на Инстаграм лани при крајот на летово, односно лани баш во август. И имаат супер понуда на храна, може да видите на нашиот Инстаграм профил, Хотел Лаго репортажа. Имаат и своја плажа, сенки природни, собите им се комплетно реновирани, имаат базен во склоп на хотелот. И одличен и бар навечер за да се напиете некој коктейл, вино и така натаму. Еве ви препорачувам дека може и да го посетите. Ова е веќе Лагадин. Она што ја гледате таму, пак ја зумирам, е она нова зграда што е направена на оној главниот пат кај Лагадин. До неа е хотел и ресторан Два бисери, познат во Охрид како место за најдобра рибја чорба. Кој пробал знае за што зборам. Значи, тука е тепачка за место да дојдете во летна сезона за да јадете рибја чорба и нивните препознатливи охридски гевречиња. Инаку за Лагадин познат факт е дека е претежно со приватни викендици, вили, куќи, каде што живеат и нормално охриѓани, но и доаѓаат луѓе во текот на летната сезона. Тука има и одредени вили за апартманско сместување, таму мислам позади е и вила Мина и Меана Лагадин, каде што бевме завчера на ручек. Веќе ви го ставив YouTube клипот за Меана Лагадин како нова гастростаница во Охрид. Топла препорака да ја посетите. Особено сега во есенскиот и зимскиот период кој што доаѓа, бидејќи имаат навистина топол и пријатен амбиент внатре. Продолжуваме понатаму и се возиме следно накај Пештани. Ова што го гледате, она бела вила е Вила Бела. Лани мислам дека го одбележивме видеото за Охрид токму со Вила Бела. Поздрав за нашите пријатели, Кате и фамилијата. Ова вила е познатата Санторини вила во Охрид, бидејќи тука немате представа дека сте во покрај езеро, туку баш имате представа дека сте како буквално на Санторини. Има толку скриени делови на куќата и самиот базен надворешен прави една посебна гледка и мислам дека е најпозната вила во Охрид за организирање на оние помали интимни свадби, девојачки прослави, родендени, настани, ги изнајмуваат и за снимање на видео спотови, реклами. Нешто уникатно, нешто што доколку имате прилика треба да посетите. Во Вила Бела секако може да се сместите, да престојувате. На Booking ќе си видите подетално. Но е една стварно од поголемите атракции, збориме за туристичкото сместување во Охрид и место за организирање на евенти и настани. Тука иначе јас снимав и зборев за Пештани, но нешто не беше добро наместен микрофонот. Раскажував за Пештани како едно од туристичките места во Охрид и многу шуштеше, имаше некој звук на баш на онака на непријатно шуштење, што од водата, што од неправилно наместен микрофон, така да ова го снимам како дополнителен voice over. Гледате како пловиме кон Пештани, раскажав дека има неколку добри ресторанчиња, вили за издавање и дека Пештани секогаш ја дополнува она туристичка сезона во Охрид. И тоа би било тоа, ќе ве оставам да видите како изгледаше погледот кон Пештани. Има ли боле од аперол на брод? Нема. Да се освежим, живели, само зборам на микрофонот, ќе земам сега да пробам. Се наоѓаме кај градиште, легендарното градиште, тука нема што многу да збориме. Плажите се како од бајка, со она зеленило и тиркизна езерска вода. Тука е Оревче 2, а ова е оној потек на цело градиште 1-2 како и да се водат. Познатото место за кампување во Охрид, камп градиште и секако место за добрите забави.
Сега доаѓаме на едно пола сат одмор во музеот на заливот на Коските. Тука често пати доаѓаме и со кола горе на паркингот се паркираме и правиме една тура низ музеот. Навистина е фасцинантен. Едно од најубавите вака туристички символи на Охрид. Се е окружено со зеленило, со природа и со оваа чиста вода. Ќе ви покажам и повеќе кога ќе застанете. Погледнете ја оваа убавина. Кога природата ќе замеша раце, тука нема грешка. Која атракција е ова? Погледнете ја водата само. Вистинско богатство и убавина. Секое камче се гледа, времето е прекрасно, не е воопшто топло, пријатно е. Буквално бисер на Балканот. Не за џаби бадијела кажаме. И да ви снимам од заливот на Коските. Доста од патниците отидоа да го посетат заливот на Коските. Има интересни моменти, сме биле повеќе пати, но бидејќи имаме баш тука некои други работи за снимање, не влегуваме овој пат. Има и тука едно мало катамаранче кое што исто така собира патници. Дефинитивно е нешто што е убаво да се посети и за оние кои што не се на овие тури, кои што доаѓаат со кола, има паркинг горе над музеот, да се паркирате колата и да дојдете. Ети тоа знае да се случи на брод, да заврне, но тоа се сепак сили на природата, што би се рекло. Но ајде да се разведриме и да продолжиме понатаму. Престана да врнеше баш онака интензивно, но сега веќе се подсмири. Доаѓаме до оваа следна убавина, тоа е Трпејца, македонското Сен-Тропе, кој што би рекле по многумина. Мислам дека тој што доаѓа во Трпејца, па и ретко оди во другите делови на Охрид, бидејќи Трпејца дава едно посебно доживување на Охридското езеро. Овие шармантни куќички, наредени во една калдарма. Мене само кај Трпејца не ми се допаѓа тоа што има премногу скали и угорници за да се симнеш на плажата. И кога е топло и кога е сонце, знае да ти направат онака баш главоболка да ти предизвикаат, затоа што навистина е тешко на плюс 35 да се качуваш и симнуваш нагоре надоле, но добро, се вреди за оваа убавина и за бранови има. И за оваа убавина на плажата. Трпејца е исто така позната по неколкумина ресторани со добра риба и месо скара и бистра вода. Каменеста плажичка. Нешто што исто е супер во Трпејца е тоа што има и многу добри акли за снимање и сликање. И повеќето фотографии во Охрид се настанати токму во Трпејца. Има и доста оние суп бордови за активности во езерото, на суп даските. И тоа би било на кратко за Трпејца. Ова после Трпејца е местото надол, се стига исто така со кола до оваа плажичка. Исто така прв пат ја гледам, не сум била тука.
И сум мислела дека, усари, сум ја гледала, ама не сум знала дека може и со кола да се пристигне. Значи е како дел од трпеца, продолжување на трпеца. Исто е така приватна плажа, неколку куќички и е баш онака за бегство од околината. Сега стигнавме до Заум, до Свети Заум. Ова е место и точка во Охрид на кое што може да дојдете исклучиво само со брод, со катамаран, со бродче, чамче, значи се оди само преку вода. Заштитено богатство на Охрид. И познато е по најтиркизната вода која што може да постои. Доаѓаат ексклузивно за да го посетат Свети Заум. А на вистина што ќе кажете за локацијата на оваа убавина? Еве сите го и фотографираат. А после Заум одиме кон Љубаништа. Сега го гледате делот како пристигнуваме на Свети Наум. Тука имавме 3 часа пауза и во наредните неколку делови од влогот ќе видите и што видовме на Свети Наум и како си поминавме. Малку да видите и од Свети Наум. Тука сме кај манастирот и кај црквата, нешто пошто е најпрепознатлив Свети Наум. Има, како што гледате, доста туристи кои што се дојдени во посета. Еве го тој видиковец кон езерото. Се погоди времето да не врне, ама и да не е многу топло, што мене лично ми ја олеснува работата при снимање. Не ви снимав иначе предходно, бевме и до тука околниве ресторани. Немаше буквално место каде да се седне, беше премногу гужва. Дури не можев ни да стигнам до камерата за да ви снимам. А во ресторанот, самиот на хотелот Свети Наум ресторанот беше баш пријатно. Таму малку седнавме, нешто каснавме, јадевме и можам да ги пофалам дека имаат супер услуга. Ресторанот е веднаш под црквата и манастирот. Еве го влезот на ресторанот, чисто да ви покажам доколку доаѓате, да знаете дека од овие ресторани кои што се... Па добро, ајде, може, кога сум веќе тука. Малце се скапишки цени, Па, рековме за цени, не коментираме за кого како. Да. За странци може не се, за странски туристи, па и за нашиве, зашто? Сега тоа е, сепак јадат во ресторан. Тука најчесто се доаѓа за традиционално за скара, за риба. Добро, има и тавче, гравче, селско месо, еве нека манастирска тава. Бичка шницла, пилешки стек, прсти похлање. Еве некој манастирски ребро, значи скара има покрај риба. Так. Со Игор пробавме, иначе, пошто не бевме нешто прегладнети, земавме една салата како грчка и пилешки прсти порции, помфрити пилешките беа ептен добри. Само да видат како изгледа и... Да. Ова е дел од ресторанот. Така, традиционално етно-македонски уредено. Тоа е и надворешниот дел и имате директен поглед кон езерото.
А ова нава му е хотелот, предпоставувам и делот за пансионски појадок, ручек, вечера. Ресторанот е поврзан со самиот хотел. Ова е делот кај што може да си купите охридски бисери. Добро. Ако имам уште нешто да ви снимам од Свети Наум, ќе ви снимам. Ако не, се враќаме кон Галеб бродот и односно продолжуваме кон враќање назад во Охрид. И уште сме на Свети Наум, само да видите дел од плажата на Свети Наум. Супер е направено, има песок и е погодно за мали дечиња да дојдат да се бањаат. А горе се отворени вакви како куќички за кафе, за брза храна. Значи може да се седите и горе во куќичките, како што се као мали кафе барови, а и на самата плажа. Облаче не можам да ви доловам, али водата е доста чиста. И не е ладна. Бидејќи веќе сме втора половина на август и е поприлично затоплена. Поздравете ги нашите гледачи, мамо, Игор и еве го Вики. Се враќаме назад кон Охрид, го поминавме Љубаништа и мислам дека се движиме накај Трпејца. Ова е Заум, така да. Ја им го снимив уствари. Да, им го снимив кога одевме некај. Сега слушнавме дека Заум има и некои сместувачки капацитети или така. На Заум имало? Па така нешто, да, се граде како понет. Па добро, супер. Баш ќе биде едно приватно сместување, како што кажав и преска кога ви го покажав, далеку од се и единствено преку езеро се доаѓа. Само преку езеро се доаѓа, да. Може би повеќе ќе биде доловена атмосферата на турата доколку има сонце, повеќе ќе се види можеби и бојата на самото езеро и природа, но и ова има своја убавина затоа што го прави крстарењето попријатно, не е топло. Па добро, разведрено е, има облак, ама е пријатно затоа што и не е многу топло. Околу цените за крстарење, за турава со брод, значи турата почнува за сега додека е сезона, верувам дека можеби во септември месец ќе биде секој ден од 11 часот, започнува на главното пристаниште во Охрид и трае до 5:15, до 17:15 поточно, враќање на главното пристаниште, со тоа што имаме две застанувања, едното е на заливот на Коските, музеот што преска ви го снимав, а другото застанување што е 3 часа е на Свети Наум. И на Свети Наум имате слободни активности, ви снимав нешто нели од хотелот, од ресторанот, од другите ресторанчиња што може да ги посетите или па да биете на плажата, да се одморите, да се напиете кафе, да ручате. За нели после повторно се вратите во Охрид. Ке ви се уклучам уште еднаш во овој влог, како за одјава, а до тогаш ние уживаме во погледот на нашево најубаво езеро. И дечки, се одјавуваме полека од нашава тура со Галеб Боут. Си поминавме еден преубав ден, веќе е 5:30, од 11 саат се дружиме, ги посетивме они интересни места на Охрид кои што имавте прилика да ги видите во видеото. Навистина и времето ни се погоди, иако езерото е малце разбранувано од ветерот, но е многу пријатно. Особено сега вака попладнево. Зад мене е веќе Охрид и стариот град. Сите сликаат, а бога ми ја ќе се фатам со сликање. Кој да дојде во Охрид, Галеб Боут ќе има тури и во септември. Слободно може да видат на нивниот инстаграм профил Галеб Боут и да ги сконтактираат. Секој ден се на пристаништето во Охрид, така да топла препорака и не е касно да се приклучите на ваква тура и да го запознаете Охрид од една друга страна. Тоа би било тоа. Се гледаме во некое наредно видео. Бај бај.